Почитувани гледачи, драги пријатели, добре дојдовте. Ова е третата емисија од овој подкаст ВМРО ДПМН зборува. Драго ми е што претходните емисии ви се допадна и што не гледате и поддржувате. Ние сме тука за вас и продолжуваме и вечерва со нова емисија во ваш интерес. Денес го одбележуваме денот на ВМРО, символ на македонската борба за слобода и независност. Оваа организација преку своите херои и идеи го трасираше патот кон слободна и суверена Македонија. Нивната жртва и визија се наша обврска да ја продолжиме борбата за подобра иднина за сите граѓани. Нека ни е честит празникот за вечна Македонија. Изминатава недела видовме како опозицијата со пресови и соопштенија сака да зборува за некаква си партизација на институциите. Не знам дали сметаат дека народот е со кратка меморија или дотолку не подценуваат сите, па токму тие допред неколку месеци беа власт и поради тие лоши политики кои што тие сами ги направија, како партизација на институциите, корупцијата на највисоко ниво во нивниот мандат, јавниот долг кој достигна рекордни 8,3 милиарди евра, неуспешноста за отпочеток на преговори со Европската Унија се само дел од политиките кои ги водеа и поради кои тие ги изгубија изборите во мај. Со последиците од нивното владење се бориме и ден денес како општество. Да подсетиме, поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски бил член на извршниот одбор на СДСМ, кога Бранко Црвенковски бил председател на истоимената партија. Па тука доаѓа и заклучокот, дека СДСМ буквално ја има партизирано службата со неквалитетен кадар. Да не заборавиме и на случајот со Онишченко и издавањето на лични документи на белосветски наркобосови и криминалци. Освен некомпетентни луѓе на раководни позиции, СДСМ друго и не знае. За разлика од нив, владата на ВМРО ДПМН не се занимава со давање на пасоши на криминалци, се занимава со реални потреби на граѓаните. Ке се зголемат платите во образованието, здравството, администрацијата. Владата предводена од премиерот Христијан Мицкоски докажа дека доколку некој сака да ја среди државата, тоа може да се случи на чесен и искрен начин. Затоа и граѓаните ја дадоа довербата на последните избори, а ние нема да ги разочараме граѓаните. Продолжуваме да работиме за доброто на државата. Оваа вечер, на мое огромно задоволство, чест ми е ке зборувам со пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН, Бране Петрушевски. Бране, добре дојде, драго ми е што ја прифати поканата. Благодарам на поканата, задоволството е мое. Драго ми е. Денес е ден на ВМРО. Што за тебе означува тој ден? Најпред дозволете да упатам честитка до сите граѓани на Република Македонија, нека ни е честит денот на ВМРО, денот на македонската револуционерна борба и нека ни е вечна Македонија. Што се однесува до вашето прашање, впрочем, овој датум, 23 октомври, е според мене најсветлиот датум во македонската историја. Денот кога и формално почнало зрењето и осознавањето на македонската вистина, и она што значи денеска да живееме како македонци, ако спорувани и ќе зборуваме за тоа, сепак свој на своето во своја држава која што сме должни да ја чуваме и почитуваме, а впрочем и нашата политичка партија, од која што сум пратеник, во своја идеолошка основа го има токму функционирањето на ВМРО, така што и од идеолошка причина сум и tekako врзан за овој празник. Уште еднаш нека ни е вечен денот на ВМРО. Нека е честит празникот на сите. Сакам да прокоментираме актуелно овие изминати денови. Баш имаше и ти през за тоа. Актуелните критики од страна на СДСМ кон околу АНБ, Агенцијата за национална безбедност, да го прокоментираме ова, што они поконкретно критикуваат, што е работата, што бараат они? Во принцип, они прават нешто колку да прават. Очигледно дека се во тежок нокдаун, вака да се изразам спортски, после дебакл што го доживеа на изборите и не знаат што да прават, па некакви теми ваат во јавноста кои што мислат дека ќе им донесат некакви политички, дневно политички поени пред се. Зборуваме за партија која што лицемерно обвинува за некаква партизација, а поранешен началник на УБК, директор на УБК, кога беше УБК пред да се формира, да се трансформира во АНБ, и беше генералниот секретар Миле Зечевиќ. Значи, од структури на УБК доаѓа да биде генерален секретар на партија. И сега тие зборуваат за некаква партизација. Одеме понатаму. Ерол Муслиу, кој што беше директор на Агенцијата за разузнавање, следеше
политички неистомисленици, пред се тука мислам на нас од опозицијата, и агенцијата за разузнавање буквално ја претвори во партиски штаб на СДСМ. Одиме понатаму, Виктор Димовски е директор претходен на АНБ, кој што се прослави со Онишченко и сите оние скандали кои што и вие во вашиот вовед ги наведовте. Дојде на таа позиција како поранешен член на извршен одбор на СДСМ, тој има највисокото партиско тело, член на многу партиски комисии, на дипломатскиот совет на СДСМ, значи брутално партиски човек, и морам да напоменам дека при една надзорна расправа во комисијата за надзор над агенциите, токму со случајот со Онишченко, не можејќи да се соочи со аргументите на тогашната опозиција, пратениците како јас, Ковачки, Антонио Милошевски, сите што бевме таму, се случија некои чудни настани во самата комисија, па иако беше затворена за јавноста, протече на YouTube. Потоа тој излезе надвор од комисијата и даваше изјава која што наликуваше буквално на читање на тие наши досиеа кои што они си ги воделе. Наместо да работат да штитат државата, националниот интерес, националната безбедност, да спречуваат тероризам, тие ресурсите на граѓаните кои што ги добиваат преку буџетот, ги трошеле да ги следат опозицијските пратеници. Па вадеше токму дотичниот Виктор Димовски како некој пратеник имал казна за неплатена карта во автобус во Германија и такви некои смешни и балновни работи, затоа што реално и друго нешто не може да ни изведи. Меѓутоа самиот си докажи и аргументираше дека АНБ служила за следење на опозицијата, а не за она што им била намена. Така што бруталната патризација на службите е бренд и презнак на СДСМ. Од друга страна, ние имаме комплетно професионално решение, кое што било токму мета на овие кадри на СДСМ, и тоа мета на мобинг и на шиканирање. Замислете, во 21. век, некој да не добие сертификат за класифицирани информации затоа што татко му бил следен за македонски екстремизам. Зборуваме во Република Македонија. Македонски екстремизам. Јас мислев дека идеолошкото следење на луѓе завршило со комунизмот, меѓутоа изгледа само во Македонија може некој да биде следен за македонски екстремизам, што е вака застрашувачки и ќе биде многу интересно во наредниот период кога ќе ги отвараме тие досиеа заради надзорот кој што како собрание мораме да го вршиме. Инаку Бојан Христоски, кој што е моментален директор на Агенцијата за национална безбедност и решение на владата, е професионалец кој што преку 10 години работи во безбедносните служби и успева на еден законит, легален, судски начин да ја докаже и тој мобинг и таа тортура која што му била вршена и да биде вратен, иако и претходно избркан во МВР, после што апсолутно се департизира и ги исполнува сите услови кои што се наведени во законот, кои што сега само пробува да ги спинува дека ете нешто не исполни. И тука би морал да додам уште една работа во делот на партизацијата. Ако ги земеме сега овие репресивни органи, како што се службиве, за кои што веќе зборевме, што значи партизација од страна на СДСМ, да го земеме МВР, Царинската управа, Управата за јавни приходи. Тоа се сметаат за репресивни органи. И европска пракса не е таму да се ставаат најистакнатите партиски членови, затоа што тие можат тие позиции да ги злоупотребат вршејќи репресија кон опозиција или кон другите граѓани за да си го остварат своите политички цели. Да речеме за Министерството за внатрешни работи. Го ставаат како решение СДСМ Оливер Спасовски, кој што тогаш кога го ставаат е генерален секретар на партијата. Значи меѓу првите луѓе во второ лице на партијата. Така. Го ставаш ние од друга страна имаме решение во ликот на Панче Тошковски, кој што е првенствено признат и докажан адвокат, кој што ја владее материјата и работи долго време на спроведување на правото, меѓутоа не е член ниту на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, а камоли на некои повисоки партиски телни органи. Одиме понатаму. Во Управата за јавни приходи, која што буквално ги рекетираше фирмите во Република Македонија од една страна, оние неистомислиците, а овозможуваше на другиве да прават што сакат, ја ставија Сања Лукаревска, која што во тој момент беше заменик председател на СДСМ. И мислам дека се уште е, пошто не се способни ни раководство да се изберат. Одиме понатаму. Во Царинската управа тие ставија човек како Богоев, Стефан Богоев, кој што беше подпредседател на СДСМ во тој момент. Ние во Управата за јавни приходи имаме Елена Петрова, која што е професионално експертско решение и воопшто не е член на високите партиски телни органи на ВМРО-ДПМН. Во Царинската управа го имаме Бован Николовски, кој што има 15 годишно искуство во Царинската управа.
Што кажува тоа? Тоа кажува дека СДСМ сака власта, ги става највисоките луѓе за да ја злоупотребува. Од друга страна го имаме ВМРО ДПМН која што првенствено го гледа професионализмот, капацитетите, способноста на луѓето како прво нешто, а потоа да, нормално, кога си власт, кога си влада, си излегол пред граѓаните претходно, си дал одредени ветувања и ставаш луѓе кои што логично и природно треба да ги почитуваат и поддржуваат тие твои политики, од тие нелогично да стави човек кој што не ја поддржува твојата политика да ти ја спроведува. Така што мислам дека разликата е многу јасна само кога се направи една ваква анализа. Сакам само на кратко да го напоменам делот кај што напомена баш за Виктор Димовски. Имавме случаеви оние со давање на пасоши буквално на најпознатите наркобосови, криминалци. Сакам кратко само наместо да ја врши таа работа, да прави безбедност, да биде државата безбедна, тој буквално се занимава со вас пратениците. Да, додека издавале пасоши на белосветски криминалци, што од таков обем и калибар да зборуваме за 250 пасоши, покрај вината која што има Спасовски како тогашен министер и целиот тој орган и структура во МВР, тоа е загрозување на безбедноста на државата и морала АНБ да биде запознаена, ако работела нормално, и да реагира соодветно. Меѓутоа тие наместо тоа да го работат, наместо да извршат квалитетна проверка на Нишченко, за да не му дадеме пасош на човек кој што бил на црна листа на САД, тие се занимавале со следење и документирање на досија на опозицијски пратеници и функционери нормално. За жал тоа е тоа кога е СДСМ на власт, имаме некомпетентни кадри кои што буквално работат за партиски цели. Сега малку сакам една друга тема да отворам, мислам дека таа ти е, да речеме, една од умилените, да ги искоментираме левица. Знам дека имаш доста дебати во собранието со нив. Ме интересира што прават воопшто овие луѓе? Дали работат нешто, имаат ли некој, не знам, идеи, амандмани, мерки, проекти, нешто разговарате таму или се буквално исклучени од се? Левица ги интересира само популизмот и да прикажат некаква интересна објава или видео на социјалните мрежи и тоа им е фокусот кој што го прават. Па нормално се појавува тук таму некој ден ќе ги видите во собранието, почесто ќе ги видите во собранискиот ресторан, меѓутоа вака во јавноста се презентираат како некакви си левичари и така натаму. Имаше интересна случка вчера во собранието кога имаа предложен еден закон кој што и самите вака во неформална комуникација потврдија дека не е добар и дека е неиздржлив и несправедлив. Законот се однесуваше на спроведување односно ограничување на кириите. И ќе имаме еден реален проблем во државата поради тоа што ВМРО ДПМН ги реконструира сите студентски домови, се намалува капацитетот на студентските легла. Одредени други економски движења многу ги зголемија кириите и реално младите имаат проблем да платат кирија и да живеат во Скопје. Им кажавме дека имаме решение, подготвуваме системско решение кое што ќе го надмине тој проблем и за многу кратко тоа ќе биде изреализирано, меѓутоа тие нели за некаков популизам предложиле еден закон за намалување на кириите што е неспроведен. Значи сега да не ја замарам јавноста технички, меѓутоа и самите во неформална комуникација со мене потврдија дека е неспроведен, меѓутоа ја тераа приказната за да снимат одредено видео кое што ќе си го потоа шеруваат по социјалните мрежи. И се беше во ред додека дое моментот на гласањето. Доколку следеле работеле во собранието, доколку прочитале деловник, доколку се појавиле таму повеќе од 2 пати, ќе знаеле дека со гласање на закон се гласа заклучок. И во тој заклучок се наведува дали законот е прифатлив и ќе биде објавен во службен весник во рок од толку дена и така натаму си има цел протоколарен текст, или во спротивна, доколку се гледа од дебатата и од комисиската расправа дека законот нема да биде прифатлив, заклучокот гласи дека законот е неприфатлив и нема да биде во понатамошна поставка. Меѓутоа тие тоа воопшто не го знаат и не слушаат. И кога дојде на дневен ред да се гласа нивниот закон, кој што тие го предложиле, со заклучот кој што собранискиот спикер го чита во делот дека законот е неприфатлив, тие си гласаа за. Односно, да преведам, си гласаа против својот закон. Сега, или се освестили ово што го дебатиравме по комисииве, го прифатиле како аргументација, ќе го прифатат нашето решение кое што ќе го понудиме, или дечките стварно се изгубени таму и во време и во простор и не знаат што прават. И тоа е својствено за левица. Исклучиво ги интересира Facebook, популизам, фейк ньюс. Тоа е таква политичка партија. Значи немаат некои конкретни проекти, предлози, туку буквално се колку таму колку да се појава, да Апсолутно. Еве и во претходниот мандат ќе ви кажам, пошто бев пратен и ги сега.
сигурно сме поминале барем 6 буџети и уште 6-7-8 ребаланс на буџети. Немаат предложено ниту еден амандман. Се декларираат како левичарска партија, партија која што се грижи за социјалата, за работничката класа. Тие немаа ниту еден амандман во 6-7 години колку се таму во собранието. Единствен амандман немаат поднесен. Може би не се способни па да направат нешто такво. Па најверојатно е тоа, проследено со тоа што може би тие расправи не се толку за нивната публика интересни, па чекаат некакви други расправи каде што нивната публика ќе биде по задоволена со нивните под наводници интересни настапи таму. Така. Сега би се осврнал и конкретно и за СДСМ, за збориме делот во собранието. Сега они се доста вака малку, мислам околу 80 на луѓе пратеници внатре во собранието. 15 од СДСМ, тројца им се од коалиција. Така, значи уште помалку, 15 на пратеници е кај што имаме нели поранешен председател на партија, сегашен председател на партија, да речеме некои функционери. Што прават овој период во собранието? Тие ги искоментиравме левица, да ги искоментираме и тие дали имаат некои, бидејќи они беа до сега власт. Ништо не направија, а сега гледаме дека нешто демек и ние вака ќе направиме, ние така ќе направиме. Има они простори време да се докажат и да се покажат, меѓутоа која е реалноста внатре во собранието? Има време и народот им го кажа мислењето за нив. И во собранието тие 15 пратеници на СДСМ буквално сите до еден се претходни функционери или министри. Значи таму има двајца поранешни премиери. И техничкиот премиер Спасовски, и Ковачевски, и премиерот, сите можни министри што ги има. Значи, луѓето за нив веќе даде мислење дека не ги бива и го доживеале најкатастрофалниот и најлошиот резултат во историјата на постоењето на плурална Македонија и на СДСМ како политичка партија. Не знам што бараат во собранието луѓето, меѓутоа доаѓаат, не знам од кои причини, они сами си знаат. Оно што е интересно кај нив да се види, тоа е поделеноста, се делат во некакви табори, немаат заеднички настап како пратеничка група. Им во неколку наврати, да речеме, Фатмир Битичи гласа различно од она која што е партиска насока или она која што го гласаат другите пратеници. Потоа имаше случај кога пратениците беа против законот за поволниот заем од Унгарија кој што го обезбеди владата, додека од друга страна нивните градоначалници од СДСМ сите буквално до еден аплицираа со проекти за да земат пари од тој заем, иако СДСМ го критикува. Венко Филипче како председател се го нема во собранието. Дел од другите функционери, поранешни сегашни пратеници, исто така ретко може да се видат во собранието, не предлагаат закони, не предлагаат некакви проекти решенија, така што мислам дека се во фаза на некаква реорганизација која што многу време им трае, барем за мои сваќања. Се уште, да речеме, откако избраа лидер пред неколку месеци во името на Венко Филипче, каков таков нивен си е, меѓутоа се уште нема поставено партиски органи и тела, се уште немаат председателство таму, како им се вика извршен одбор, подпредседатели, заменици, да не зборам за општинските организации. Мислам дека се во една лимбо фаза. Ова го зборувам не затоа што ми е грижа за проблемите во СДСМ, туку зборувам дека во Република Македонија мора да имаме конструктивна опозиција. И тоа е добро за државата и е потребно за државата. Ако имаме СДСМ во фаза на уништување, ако имаме левица која што не интересира буквално државата и граѓаните, туку само личниот пиар и некакви ситни привилегии, ако го имаме дуи кои што исто така го интересираат само некакви си национално-матрически теми, не е добро за државата. Не е добро за демократијата и мислам дека крајно време целата опозицијска сцена во Република Македонија да се консолидира, реформира, за да можеме да имаме соговорници, за да можеме да добиваме конструктивни критики и конструктивни предлози кои што ќе можеме да ги имплементираме се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Сакам накратко прецеленото прашање да прокоментираме и анкетата што беше изминативе денови. 3:1 ми се чини беше предноста на ВМРО ДПМН пред СДСМ. Дали граѓаните ги чувствуваат мерките и проектите што оваа влада предводена од Христијан Мицкоски ги има направено во изминативе 100 дена и твое мислење уште колку би можела да се зголемува оваа предност, бидејќи сигурен сум дека не може да се намали, туку може само да се зголеми. Тоа во голема мера зависи од активноста на опозицијата. Сега се тотално неактивни и ни даваат комфортна позиција, што пак ќе повторам, не е добро за државата. Ние, окей, убаво е, имаме убави бројки, имаме висок рейтинг, работиме уште повеќе тоа да се зголемува, меѓутоа мора да имаме и конструктивна опозиција и коректив на власта. Ти некогаш за некое прашање можеби ќе погрешиш или ќе застраниш, така што добро е некој да ти искритикува.
и тоа ќе зависи од опозицијата како ќе расте нашиот рейтинг. Она што граѓаните го чувствуваат, тоа се реални проекти. Не може никој да рече дека пензионерите немаат поголеми пензии. Тоа е факт, ги гледаме секојдневно, ги има по телевизии, по утрински програми, по разноразни анкети на телевизии, впрочем и ние секојдневно се среќаваме со нив. Дополнително што во март ќе имаме зголемување уште 2500 денари, така што тоа ветување го остваруваме многу побрзо од она кое што го ветивме како рокот од една година од мандатот. Постигнавме историски договор со образовните работници. 4 годишен договор, нешто што не успело ниту една влада. Темпо и динамика на зголемување на пензиите, на платите се извидувам на професорите и наставниот кадар. И планираме минимум по оваа динамика што е утврдена најмалку 46%, а верувам дека знаејќи ги политиките на ВМРО-ДПМНЕ што ќе следат посебно во делот на економијата, тоа ќе биде и уште поголемо, што ќе биде најголемо историско зголемување на платите во образованието. Само сетете се во минатото колку почетоци на учебна година во 1 септември не ни почнаа само заради штрајк на наставните работници. Мислам дека убав историски договор постигнавме и тоа ќе се чувствува. И тоа ќе се одрази во квалитетот на образованието, затоа што ќе имаме многу помотивирани наставници. При крај сме со здравствените работници, тука ќе имаме историски договор, ќе има зголемување на плати не само на докторите, туку и на медицинскиот и помошно-техничкиот персонал, што е многу важно, да имаме и мотивирани болничани, медицински сестри, технички персонал, за да почнеме од таму полека и да го консолидираме здравството, кое што е буквално вака да се изразам клинички веќе во кома. Ќе имаме и доста реформи во тој дел, листата на позитивната листа на лекови ја проширивме, тој процес ќе биде континуиран на неколку месеци, сега веќе најавува директорот на Фондот за здравство Клековски дека ќе има ново проширување на позитивната листа. 600 специјализанти, млади доктори, специјализанти ќе се вработат во јавното здравство. Ќе имаме мерки кои што ќе почнат да го консолидираат здравството. Не може да очекува јавноста дека преку ноќ со магично стапче ВМРО-ДПМНЕ се ќе реши, меѓутоа правецот и патот по кој што одиме е исправниот и ќе даде резултати и многу наскоро. Да не ги забораваме земјоделците. Беа оставени на маргините од претходната влада 2 милиарди евра за доцнето исплаќање на субвенции по динамиката утврдена од владата, од Министерството за земјоделие заедно со Министерството за финансии се очекува во наредната година да се нивелира, веќе да нема задоцната исплата на субвенциите, тоа да се иде онака ден за ден како што си е утврден по правилникот, по рокот, по динамиката на Министерството за земјоделие, што ќе значи и поквалитетна грижа за земјоделците. Работиме со сите граѓани, целни групи, да не ги забораваме младите, кои што се многу битен сегмент во нашето општество. Најавивме мерки за 250 евра ваучер за електронски уред, до 30.000 евра субвенции за бизнис. Спомнав дека ги реконструираме студентските домови, успеавме книги конечно на 1 септември да имаат сите ученици, иако е смешно, ми да зборуваме за нешто што е наследено. Така што полека, но сигурно ги исправаме работите, ја стабилизираме државата и ќе следат многу убави вести и многу реализирани проекти во наредниот период. Тоа е добро да се слушне, заслужуваат граѓаните нормално подобра иднина, меѓутоа сакам и да се надоврзам, сега зборувавме за зголемување на платите. Изминативе денови слушнавме критики од СДСМ, бидејќи они бараат да се зголеми минималната плата. Што е реалноста? Што они бараат, а е невозможно и како политичка партија ние пристапуваме кон тој дел? Вака, најпрвин, мора да знае јавноста, а многу го знае, затоа што многу беше експлоатирано изминатиот период како пропаганда дури од страна на СДСМ, тоа е дека СДСМ во нивниот мандат донесе закон за минимална плата. Тие го донесоа. И во тој закон за минимална плата е утврдено дека во месец март ќе се врши нивелирање на минималната плата согласно одредена формула и параметри. И тоа ќе се прави секој март. И тоа е така запишано во закон. Последното нивелирање на платите во месец март оваа година го правеше влада на СДСМ. Не знам како тогаш не им текна оваа брилијантна идеја, па да стават фиксен износ таму и да биде 450 евра, како што тие сега го предлагаат. Неколку месеци од месец март, кога тие има можност ова да го направат. Значи, тотално несериозен пристап и лицемерие.
Второ, немаше никаква анализа, затоа што зборуваме за минимална плата која што влие не само во јавната администрација и во буџетот на државата, туку влие во секој еден бизнис во Република Македонија. Дали има сериозна анализа направена позади тоа, за да не убедат еве да се најдеме некако и да направиме нешто. Меѓутоа, не само што нема анализа, туку и бројките со кои што излезе председателот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција беа неточни. Ако се земе колку е сегашната минимална плата, и се пресмета зголемувањето кое што тие го нудат до 450 евра, излегува дека зголемувањето е 20 и нешто проценти, а не 12,3% како што рече Венко Филипче. Не се само бројки ова. Ова само покажува колку неспремни излегуваат на пресконференции и колку без анализи само популистички предлагаат мерки кои што се нереални. Од друга страна, ние работиме на подобрување на економијата, работиме на привлекување на странски инвестиции, најавивме многу, ќе има уште повеќе, ќе го зголемат животниот стандард преку тоа што ќе имаме поголем бруто домашен производ, ќе имаме зголемување на вработувањата и природно дека ќе ја зголеми минималната плата и нормално ќе опочитуваме законот кој што е во Република Македонија и во месец март следната година веќе се планира во буџетот, затоа што е во фаза на подготовка буџетот за следната година, е планирано зголемување на минималната плата согласно параметрите, согласно законските процедури. Сега да не шпекулирам, ќе биде негде од 8 до 10% зголемена минималната плата во месец март, така што ВМРО-ДПМН систематски и сериозно работи на подобрување на животот на граѓаните, а не популистички од ракав да изнесуваме во јавноста одредени цифри кои што вака можеби убаво звучат, ама не се подкрепени со анализа. Јас да можев да му поставам прашање, да сум новинар на таа пресконференција, ќе му рече зошто 450 евра? Зошто не биде 1000 евра? Зошто не е 2000 евра? Значи, мораме реално да работиме, мора системски да пристапуваме кон проблемите. Ние имаме решение и тоа решение ќе биде апликативно од месец март следната година. Добро е кога се работи со факти, а не со шпекулации. Можем тоа да го заклучам. За крај би сакал едно прашање и мислам дека и граѓаните ги интересира тоа. Дали и кога ќе стигне правдата? Зборуваме за, знаеме граѓаните дека бараат правда и тоа ние сме го зборувале во предизборието, сме го ветувале и правда мора да донесеме и ќе донесеме. Меѓутоа се работи за спроведување на закон и се наоѓа ни е потребно време за да надминеме неколку предизвици. Првиот предизвик е делот на луѓето кои што треба да ја спроведат таа правда. Значи мора да се реформира МВР, веќе кадровски да се доекипира што се направи во изминатиот период. Еве служби ги екипираме. Останува делот на јавното обвинителство и судството кое што беше тотално заспано и партизирано од СДСМ, меѓутоа полека гледам дека и таму се случуваат одредени промени, веќе имаме разрешен судија, претходно уапсен и осуден судија на Врховен суд, во Совет на јавно обвинителство, така што почнуваат и таму раздвижувања. Ќе има уште и тука реформи кои што ќе мора да ги направиме, тоа е едната фаза. Втората фаза е што треба време за да се подготват квалитетни обвиненија, затоа што не се работи овде дека за предмет, да речеме некој влегол во супермаркет, украл нешто, го фатиле на камера и предметот е расчистен да идеш на суд. Ова се тешки злоупотреби на законите, кривини, дупки кои што биле пронаоѓени во законите, бруталната партизација, штитењето меѓу институциите и треба многу време, ресурси и капацитет за да се подготват квалитетни обвиненија кои што утре нема да паднат на ниту еден суд, него ќе бидат соодветно санкционирани суди. И напоменувам, тоа го спомена и председателот Мицкоски и министерот за внатрешни работи Тошковски. Нема да има оние филмови кои што беа правени во изминатиот период кога СДС беше на власт, да се апсат луѓе на камери, да им се влегува во раните утрински часови пред деца, пред семејства, да се прават филмови и циркуси за јавноста, тоа нема да го има. Се ќе биде по закон, почитувајќи презумпција на невиност, ама она што ќе биде крајен ефект ќе биде одговорност за сите. И за високите функционери на ДУИ, и за високите функционери на СДС, и за високите функционери на ВМРО-ДПМН, доколку во овој период, не дај Боже, некој се дрзне да направи неколку криминал. Крајно време е Македонија веќе да биде правна држава и одговорност да има за секој еден кој што ќе посегне по криминал за да си го збогати личното богатство. Одлично, Бране, ти благодарам особено за овој последен одговор, последната реченица, навистина така ми остави убав печаток. Ти благодарам за ова вечерашно гостување, што одвои време да бидеш тука со нас и да
да позборуваме пред гледачите. Тоа беше се за ова вечер. Ви благодарам на вниманието. Нормално ние продолжуваме и во недела во 20 часот на Facebook и на YouTube каналите на ВМРО ДПМН. Гостинот ќе го дознаеме за некој ден, нема да го откријам. Ви благодарам за вашето внимание и се гледаме во недела. Поздрав и секое добро.